по оваа информација која што се однесува на безбедноста, повторно сме на тема безбедност, но од еден друг аспект, можеби малку поубав аспект. Гостим вечерва во студиото на телевизија Нова е министерот за одбрана господин Зоран Јолевски. Добро дојдовте во Нова. Добро вечер. Причина зашто ве повикавме е една интересна информација за која што ние мислиме дека треба да им ја представиме на гледачите, а тоа е нов центар на балкански медицински наменски сили, на кој ќе биде седиштето во Македонија. Она што е интересно и она што нам не запна за око е дека ово е регионален медицински центар кој што ќе има брз одговор за ситуации како природни катастрофи и меѓународни операции, што е многу голема работа. За што станува збор? Да, ова е фактички прва регионална организација која има постојано седиште во Скопје во Република Македонија. Членки на овој Балкански меѓународен центар за медицински одговори на големи природни непогоди и други непогоди се Словенија, Србија, Босна и Херцеговина, Црна Гора, Албанија и Македонија. Седиштето, кој што реков, ќе биде во Скопје, во касарната Илинден. Ќе има офицери од сите овие земји кои ќе бидат перманентно во Република Македонија. Целта на овој центар е во случај на големи природни непогоди да се координира одговорот на овие земји, односно заедно да настапуваат, да дадат соодветна поддршка на цивилното население при големи природни непогоди. Меѓутоа, и ако има потреба за НАТО земји, за НАТО алијансата, за Европската алијанса, да се овие медицински сили распоредат на соодветни локации. Тоа значи дека во иднина нема да мора да зависиме само од нашите капацитети, но туку не дај Боже и сите останати земји од Балканот, не дај Боже при природни катастрофи, ќе ги имаме на располагање од сите овие земји тимовите фактички. Да, точно, благодаречи на овој центар ќе имаме и перманентни обуки на нашите медицински сили во рамките на армиите од овие земји. Исто така, секоја земја ќе има обврска на 2 години да стави на располагање полска болница, во услови, ако има потреба некаде таа да се распредели, да се упати во одредено подрачје и соодветни медицински тимови. Преку овој штаб, фактички на некој начин штаб, ќе се координира која земја со што може да придонесе со цел да се излезе во преслед на потребите на населението при големи природни непогоди, земјотреси, пожари, поплави и така натаму. Кога стартува ова? Отварањето на овој центар ќе биде во среда, за 2 дена. Тука доаѓаат моите колеги министерот за одбрана, министерката за одбрана на Словенија, министер за одбрана на Србија, министерка за одбрана на Босна и Херцеговина и отварањето ќе имаме представници на Норвешка и Соединените американски држави кои што ја поддржуваат оваа иницијатива. Иначе оваа иницијатива е во рамките на проектот на НАТО за паметна одбрана, така Smart Defense, имено наместо земјите сите да инвестираат во вакви капацитети, ние се договараме заеднички што може да направиме и ако има потреба овие капацитети бидат соодветно распределени, односно патени на одредени места. Каде што треба. Да се надеваме дека нема да имаме на Балканов природни катастрофи во светот, нели, но сепогаш е подобро да бидеме подготвени. Вечерва во студиото и една ексклузивна информација за која што се надевам дека ќе добијам потврда од ваша страна. Односно, чувме дека се најавува голема инвестиција во Република Македонија, односно дека во Македонија ќе се гради фабрика за производство на муниција и оружје. Да, тачно имаме инвеститор од Соединените американски држави, кој што веќе има донесена одлука да инвестира во Република Македонија во производствен капацитет за производство на муниција, кој што треба да почне да произведува во јули идната година, меѓутоа веднаш потоа за неколку месеци ќе почне да произведува и соодветни други средства, односно пушки и пиштоли, кои што се целосно според стандардите на НАТО. Ова производство му е веќе неколку години однапред продадено, така да Македонија ќе стане и значаен производител на мощна и квалитетна муниција и пушки и пиштоли за потребите на армиите на земјите членки на НАТО. Јас мислам дека ние имаме и фотографии доколку се одржијата подготвени, може и да ги видиме. Се работи за еден огромен објект кој што е планиран. Комплетно ќе биде гринфилд инвестиција од, како што рекот, од американска страна? Да, тоа е целосна нова инвестиција. Во првата фаза, како што реков, ќе биде фабрика за производство на муниција, складирање таа муниција и производство на понатаму на пиштоли и автоматски пушки. Ќе има во следната фаза ќе се развие и соодветен хелиодром и се надеваме дека ако има потреба и ќе изградат еден помал аеродром за транспорт на овие средства ќе бидат произведени во Република Македонија. Исто така со таа компанија соработуваме и во областа на
заедничка обука на нашите припадници на армијата на Република Македонија. Инаку би сакал да кажам дека во последниве неколку година и пол, ние ја интензивиравме соработката со повеќе армии, посебно во областа на обука на специјалните единици. Имавме заедничка обука на нашиот полигон во Криволак пред оваа пролет со американските специјални единици. После тоа, нашите припадници на војната полиција и специјалните единици учествуваа на најголемата вежба во Европа на Конда и работиме исто така со некои партнерски земји од Европа за заедничка обука на нашите припадници на армијата и на специјалните единици. Имате соработка и како беше со Универзитет во Ново Мексико, односно стипендија добиваат наши војници за да наши воен кадар или за да има таму обука и таму да студираат? За да имаме силна армија, ние треба да имаме силни офицери, добро обучени војници и се разбира добро опремена армија. Нашата војна академија во успостави соработка со Универзитетот Норвич, кој што е најстар приватен воен универзитет во Соединетите Американски држави. Минатата година веќе имавме првите два питомци, помина еден семестар. Во септември месец тука во Македонија беше во посета Џо Шепард, председателот на Универзитетот Западно Њу Мексико, каде што се договоривме 5 наши кадети да поминат еден семестар на овој универзитет. Целта е секој кадет што ќе посетува настава на нашата војна академија да има можност да помени еден семестар во земјите членки на НАТО, односно да се образува и на англиски јазик. Војната академија веќе е регионална академија. Имаме кадети од Босна и Херцеговина, Црна Гора и Косово кои што се образуваат на нашата војна академија. Очекуваме наскоро да уведеме еден семестар да се предава на англиски јазик и во тие услови ќе имаме кадети и од, например, од Норвич, веќе председателот на универзитетот ми најави дека ќе би сакале да упатат и нивни 2 до 3 кадети да бидат заедно со нашите кадети, заедно да добијат образование. Тоа ќе им даде на мощна добра основа како идни офицери на НАТО армија. Исто така формираме и Институт за сајбер безбедност, се со цел да квалитетот на образованието го зајакнеме. Исто така, ова исто е ексклузивно, наскоро ќе активираме воздухопловната катедра на академијата, која што од следната година ќе прерасне во воздухопловна академија. Во првата фаза ние ќе образуваме пилоти за потребите на армијата и полицијата и другите државни институции. Меѓутоа, целта е овој воздухопловен центар, односно воздухопловна академија, да образува и пилоти за цивилните компании. Тоа досега го немало и мислам дека само чинам на Балканот во една, дали во Мостар или каде беше оваа школа. Така сега значи ќе има и во Македонија. Да, ќе имаме школа во Македонија и ова е мощна квалитетна школа. Ние, кој што знаете, имаме центар за обука на пилоти, кој што заедно го правиме со позната израелска компанија, каде што нашите пилоти добиваат врвна обука. Веќе сме во преговор, имавме обука на пилоти како од некои европски, меѓутоа и од афрички земји ги користеа нашите симулатори кои што се првокласни. Разговараме со 2 компании производители на хеликоптери за цивилна употреба да овој центар биде и нивни обучен центар. Се надеваме дека и тој проект кој што ќе му треба, сигурно ќе треба година и пол да го завршиме и тоа ќе сертифицираме овој центар и за цивилни пилоти. Еве да малце да одиме на тоа во какви услови живеат војниците. Она што се обидуваат да ви го наметнат како негативност ваша или на Министерството за одбрана, се обвинувањата дека војниците не спијат на стари скинати кебиња од ЈНА, дека условите во кои што живеат се под сите стандарди, дали е тоа така? Прво да ви кажам, ние сега имаме професионална војска, не е како класичната војска која што е 12 месеци перманентно во касарните. Како што беше порано. Тие доаѓаат на работа, поминуваат 8 часа и после тоа идат дома. Се разбира, дел од нив престојуваат во касарната, бидејќи имаме дежурни единици, исто единици кои што ја обезбедуваат касарните. Условите перманентно ги подобруваме. Имаме голем број на проекти со цел да им се подобри стандардот на припадниците на армијата Република Македонија. Би сакал да истакнам дека имаме припадници, кои што знаат нашите граѓани на нашата јужна граница,
ние веќе... Кој што има многу работа со мигрантите? Да, има работа со мигрантите, како што кажате, покрај центарот во Гевгелија имаме уште еден друг центар кој што изнајмивме простории од понешната компанија Млас, што се целосно реновирани, така да имаме капацитет за сместување на поголем број на војници со одлични услови. Донесовме одлука за подобрување на исхраната, воведување на нова покалорична исхрана, се со цел да бидат тие во најдобра кондиција. Во рамките на касарните, во еден дел од касарните, а цел е да во сите да воведеме специјални војнички кантини, каде што припадниците на АРМ за мощне мали пари, мощно ефтино ќе можат да се добијат соодветна исхрана, имено ќе ги плаќаат само набавните цени на прехранбените артикли. И се разбира, оваа сабота, граѓаните видоа, го почнавме проектот АРМ овој вистински дом. Така. Ја почнавме првата зграда со 32 стана. Припадници на армијата ќе можат мощно и поволно, со помошни поволни услови да се стегнат и да го решат своето стамбено прашање. Имено Министерството за одбрана ќе ги плаќа чинењето на земјата каде што се градат тие згради. Покрај тоа плаќаме комуналии на општините и исто така ја плаќаме каматата кон банката. Тие може да добијат кредит на 20 години, со 240 рати. Само за илустрација, еднособен стан од 40.000 квадрати месечно ќе треба да плаќаат околу 4.500 денари, 4.500 денари, а за четворособен стан од над 90 квадрати не повеќе од 11.000 денари месечно. Сето тоа ќе им создаде услови да помошне поволни услови да го решат стамбеното прашање. Во овој момент има пријавено 250 припадници на армијата кои што би сакале преку овој проект да го решат стамбеното прашање. Меѓутоа проектот ќе биде отворен додека има интерес. Исто така Колку планирате да изградите? Колку згради би изградиле? Па видите, ви кажам, моја проценка дека кога ќе почне да се поинтензивно имплементира овој проект, набрзо ќе стигнеме до 500 станови. Се разбира, зградите ќе бидат од различна големина и може да се случи да бидат меѓу 10 и 15 згради. Исто така, ако има интереси во другите градови, каде што имаме гарнизони, како што е Куманово, Штип, Велес, Прилеп, и таму да изградиме згради за припадниците на армијата за да го решат стамбеното прашање. Значи нема никој да извиси, доколку има интерес, ќе има секој можност да се добие покрив над главата од војниците. Тачно, се додека има интерес, ние ќе градиме станови за потребите на армијата. Министер, само уште едно мини потпрашање, ќе се вратам на она што нам ни е интересно, а тоа е новата фабрика за оружје. Сега во моментов на Балканот единствено за Србија се зборува дека ЕТЕ е конкурентна во овој аспект. Дали со оваа фабрика и Македонија можеби ЕТЕ ќе може да се наметне како во тој фактор во светот за да може и од кај нас, нели, да се извезува. Она што го истакнав пред малце, фабриката е американски инвеститор кој што веќе го има договори за идното производство и он е подготвен и финансиски има префрлено средства да ја започне и заврши изградбата на фабриката до крајот на јуни, за да може од почетокот на јули веќе да произведува. Она што е можно значено, тоа ќе бидат мощни квалитетни средства, кои што ќе бидат во овој момент наменети целосно за извоз и ќе бидат наменети за извоз во НАТО членките, ќе бидат според НАТО стандардите. Се разбира, ако има потреба и во некои други земји се извезуваат, тоа инвеститорот ќе го направи. Меѓутоа ќе биде Made in Macedоnia, нели? Да, Made in Macedоnia. Инвеститорот ќе инвестира и во некои други видови на производство. Ова е само првиот проект кој што можеме да го кажеме. И тоа од она што сум информиран, многу наскоро ќе почнат и со некои други видови на производство во Република Македонија. Одлична информација, одлична вест. ЕТЕ Македонија се повеќе ги проширува областите од каде што може да се чуе во светот и за нас, тоа е една од овие, нели? Да, имаме и уште еден интересен проект кој што се надевам дека ќе бидеме успешни. Имено во октомври, на 18 октомври во Рим ќе имаме состанок министрите од Југоисточна Европа, така наречен 7 процес, каде што ќе стане збор за сетиштето на СИБРИК бригада, тоа е бригадата за Југоисточна Европа, која што е во овој момент во Лариса.
ние како држава се кандидиравме да бидеме седиште на оваа бригада. Според мене може да очекуваме за неколку години Скопје да биде седиште на оваа бригада, која што е ротационо седиште, се разбира ќе биде за период од 6 години. Одлична информација Иво. Ви благодарам многу за гостувањето и благодарам за ексклузивните информации за телевизија Нова. Армијата секогаш има со што се пофали, да се надеваме дека така ќе остане Иво Иднина. Ви благодарам за гостувањето, а ние одиме со уште неколку информации, имаме време само за уште неколку информации.